Посебна чест и задоволство ми е што четврта година поред воведното обраќање околу буџетот за наредната година е своевиден празник за градот, затоа што буџетот е нешто што без разлика на политичка ориентација градот мора да го носи напред. Верувам дека определба на секој советник без разлика на политичка ориентација кој е избран од страна на жителите на општина Кавадарци заслужува свој дел од разгледувањето на самиот буџет преку негова заложба преку амандмани. Меѓутоа, определбата на сите нас е една, тоа е нашиот град Кавадарци да оде кон подобар развој, со што како генерација која го живееме своето време ќе оставиме белек, а воедно и генерациите кои идат по нас ќе бидат задоволни за тоа што ние во нашето време направивме и сработивме за општина Кавадарци. Во предлог буџетот за 25 година опфатени се отчетноста, транспарентноста, фискалната дисциплина, добро буџетско планирање преку одредени дефинирани програми, транспарентно планирање и искористување на капиталните расходи. Буџетот има опфатено и рационалност и одговорност на трошење на буџетските средства, а се сомневам дека во 2025 година ќе имаме одлично извршување на буџетот, тренд кој го продолжуваме низ годините кои беа пред нас. Само за подсетување, основниот општински буџет во 2022 година, односно во првата наша година од нашиот мандат, изнесуваше 545 милиони денари или реализација во проценти 89,68. 2023 година основниот општински буџет имаше цена 584 милиони денари или реализација од 420 милиони денари во проценти некаде на околу 73%. 2024 година основен општински буџет 543 милиона, каде што до 17.12 оваа година имаме реализирано 433 милиона денари или околу 80% на реализација на основниот општински буџет. Во 2025 година е проектиран основниот општински буџет на 738 милиони денари. Значи, ако направиме една, се надевам дека, бидејќи ова изборна година, процентот на реализација ќе го разгледува некој друг совет до година, меѓутоа наша цел е во овој износ од 738 милиони денари, здравје Боже, да имаме што е можно поголем број и поголем процент на реализација. Сега, ако направиме една компарација на основниот општински буџет во нашиот мандат од овие 4 години, можеме да забележиме дека основниот општински буџет е зголемен за околу 200 милиони денари, односно од 545 милиони денари на 740 милиони денари. Тоа покажува дека општина Кавадарци во изминатите 4 години врз основа на проектирање на овој основен општински буџет се движи во правилна насока и уште поправилно е тоа дека самиот буџет е проектиран врз реални средства, бидејќи тоа го кажува процентот на реализација, каде што континуирано во изминатите 4 години тој процент на реализација е секогаш над 85%. Во однос на основниот општински буџет за 2025 година, кој рекуваме дека изнесува околу 724 милиони денари, во однос на посебните ставки би ги издвоил даночните приходи, кои се застапени со околу 300 милиони денари. Пред се тоа е засновано врз пропишени законски рокови, меѓутоа да се заблагодарам до жителите на општина Кавадарци кои имаат задолжителна фискална дисциплина и редовно си подмируваат своите обврски према општина Кавадарци. Во однос на неданочните приходи, пред се најголем дел зафаќа околу 147 милиони денари добивката од јавното предпријатие Комуналец. Во однос на капиталните приходи, тие се околу 94 милиони денари. Претходно имавме на комисијата разговор со задолжениот од сектор урбанизам и градежништво, каде што раководителот не информира дека од продажба на градежно неизградено земјиште за 2025 година се планирани околу 61 милион денари. На прашањето мое дали реално е да очекуваме 61 милион денари
за 25 година од продажба на градежно неизградено земјиште, одговорот беше дека оваа цена од 61 милион денари е проектирана на најниска референтна цена за тендерирање. Така да не се сомневам дека објективно би ги очекувале овие пари во таа вредност. Потоа тука би ги издвоил и делот на трансфери и донации, тој изнесува околу 195 милиони денари. Во однос на трансфери и донации би го пофалил делот од Министерството на транспорт и врски заедно со општина Кавадарци на реконструкција на улицата Ѓорѓи Соколов, која е извршена, меѓутоа е ставена во текот на наредната година, со околу 1 милион денари е вклучена општината, а остатокот, рестото е од Министерството за транспорт и врски. И нормално во овие приходи се вклучува и проектите од вклучени од унгарски кредит, кои изнесуваат околу 96 милиони денари. Во однос на балансот на расходи, би ги вклучил капиталните расходи, тие се од доприлика околу 270 милиони денари, каде што општинскиот буџет, според овие капитални расходи, го задржува својот доминантен инфраструктурен карактер и главен акцент се става токму на таа комунална изградба. Во однос на овие капитални расходи би ги испомнал изградбата на улици и патишта, значи тоа, како што рековме, улицата Ѓорѓи Соколов, улицата Шишка, која во моментот се работи, тоа е втора фаза со околу 10 милиони денари, изградба на фекална и атмосферска канализација во селата Дабниште, Ресава, каде што вредноста е 23 милиони денари, меѓутоа тие се заедно со кофинансирање со Министерството за транспорт, за животна средина и просторно планирање. Потоа изградба на капацитети во енергетиката. Тоа е реконструкција и модернизација на уличното осветлување. Тоа е проект од 2024 до 2027 година. Во 2025 година се планирани 22 милиони денари од вкупниот проект кој изнесува 65 милиони денари. Колку за само подсетување на жителите на општина Кавадарци, во последниот месец сме сведоци на осветлување од сите три влеза на општина Кавадарци, зголемување на безбедноста на сообраќајот и на нашите патници. Сметам дека тоа е нешто со што може да се пофали општина Кавадарци и објективно алка која во изминатиот период и како ни фалеше во модернизацијата и разубавувањето на нашиот град. Така да, од моја лична страна, се надевам дека и од самото граѓанство, посебно оваа реконструкција и модернизација на ово улично осветлување и овој проектиран буџет кој ќе се исплаче во наредните 3 години од 65 милиони денари и како потребен за жителите на општина Кавадарци, а благодетот ќе го осеќаме, здраве Боже, сите ние во идниот период. Во моето излагање би се задржал и на кредитот од централната власт од 112 милиони денари, кои и како ќе помогнат во модернизацијата и во урбанизацијата на општина Кавадарци. Тоа е проектите 4 кои се во текот на 2024 година. Тоа е изградба на новиот кружен тек, околу 11 милиони денари. Тоа е на влезот во кај Слога, влезот од Росомар кон Кавадарци. Потоа реконструкција на улицата 8 септември, реконструкција на пристапен пат од местноста Косовец до село Ресава и реконструкција на линијски инфраструктурна дел од село Ресава до село Бегниште, значи проширување на патот. Тоа е на барање на жителите во село Дабниште со 12 милиони денари. Реконструкција на влезот во локалниот пат до село Чемерско до 9 милиони денари. И посебен дел кој ќе му обрна внимание, тоа е реконструкција на отворениот базен. Дел од тие 112 милиони денари, отворениот базен е планиран со 30 милиони денари. 30 милиони денари за реконструкција на отворениот базен, кој да се, ако бидеме го погледниме начинот на опфатот сегашен како што е правен, тој е правен прво со друга намена и е правен за друго време. Сега со таа реконструкција на тој отворен базен, сметам дека со тие средства видите како ќе овозможиме рекреација на нашите жители во текот на летниот период. Би се осврнал малце и на делот на субвенции и трансфери од 26 милиони денари. Тоа е пред се субвенции до јавните предпријатија. Почитувани колеги советници, ние како советници апсолутно треба да внимаваме на начинот на трошење на јавните пари, посебно кога се во прашање јавните предпријатија. Лично,
во изминатите 3 години како председател на Советот на општина Кавадарци со вас имавме многу полемики околу субвенциите на општината кон и донациите и дотациите кои ги вршеше кон јавните предпријатија. Еден мој апел чист до менаџерскиот тим на било кое од јавните формирани предпријатија да во 2025 година се овозможи што е можно проширување на опсегот на услуги на давање кон жителите на општина Кавадарци и да се надеваме дека трансферите и дотациите на општината кон јавните предпријатија би посакувал да бидат во намалена вредност, затоа што ние тоа можеме да го направиме, меѓутоа мора и менаџерските тимови да изнадат механизам и начин преку зголемување на услугите кон давање кон жителите на општина Кавадарци да овозможат тие трансфери да се намалат во идно време. Во однос на трансферите кон невладините организации, траекторијата на подадена рака на општина Кавадарци кон невладините организации 3 милиони денари е апсолутно за поздравување. Тоа е програма, тоа е заложба и во изминатите 7 години од кога е градоначалникот Митко Јанчев, во однос на нашиот мандат како совет во изминатите 3 години таа вредност и како е за поздравување. Во однос на трансферот на 35 милиони денари до спортските клубови, општина Кавадарци во однос на овие пари кон спортските клубови е една од единствените во Република Македонија која има и спорт, и фудбал, ракомет и кошарка во прва лига и сите 3 спортски клуба кои доаѓаат од 3 различни спортски сфери се финансирани од пари на општината како ниедна друга општина во нашата држава. Тоа е за поздравување. Факт е дека треба да се стремат нивните успеси да бидат на повисоко ниво. Оваа година 2024, иако во есенскиот дел можеби од фудбалот не сме многу задоволни, меѓутоа да забораваме дека во текот на пролетниот дел го освоивме купот фудбалски кој изваде за прв пат од постоењето на фудбалот во Европа. Се надевам дека со поучување на грешките наредната година тоа ќе го нема да го зборуваме како проблем и се надевам дека тоа ќе биде надминато во текот на оваа полусезона. Во однос на социјалниот дел, тука би го спомнал дека останува делот за секој првач еднократна социјален помош со вредност од 2000 денари секој семејство, цирка буџет 900.000 денари, помош за секој новородено за 2 милиони денари, социјално загрозени семејства со 2 милиони денари, односно целата социјална заштита го задржува ланскиот плафон на цена од 5 милиони денари. Тоа што сум посебно горд во консултација со секторот финансии е трансфер до здравствената заштита како општина Кавадарци за 2025 година. Во консултација со менеджментот на општа болница Кавадарци проширена дејност, нашиот најголем моментално дел за трошок, таму еден од поголемите е надгледот и задолжителниот сервис на компјутерот, на компјутерска томографија во ЈЗУ општа болница проширена дејност. Почитувани колеги советници, почитувана јавност, компјутерска томографија во општина Кавадарци како болница е еден добар, апсолутна потреба која и како се покажа корисна. Јас не сум малициозен да кажам дека тоа беше од претходната влада преку грант на Европската Унија и сметам дека како наша болница, како Кавадарци, како помогна за развојот на самото здравство во општина Кавадарци. Меѓутоа, подлежи под сервис апаратот. Тој апарат, да не заборавиме, е доста скап. Колку за ваша информација, една катодна цевка која е со временски рок е околу 80.000 евра. Значи, оваа вредност ние како совет на општина Кавадарци, која ќе издвоиме од нашиот буџет на општината, околу 1.200.000 ќе биде наменет токму за сервисот на компјутерска томографија во нашата болница. Така да сметам дека тие пари како ќе бидат во корист за жителите на општина Кавадарци, и ние како општествено одговорни советници и креатори на буџетот од сектор финансии сметам дека тоа е за поздравување. Во однос на самите програми, тоа што можам да го поздравам и тоа што посебно ме прави горд, во време кога имаме огромен проблем со самото загадување. Тоа е програмата за заштита со животната средина. Живееме во време каде што загадувањето е реален проблем во цела држава. Искрено,
како држава во изминатите 30 години и не се вложи многу за тој тренд, ако може да го намалиме, да го направиме малце по-прифатлив за нашите жители. Би ја поздравил оваа програма за животната средина, каде што проектот е кофинансирање на проектот за спречување и загадување заедно со Министерството за животна средина и просторно планирање, односно покривање на Кавадаречки дол и поставување на цевковод. Тоа е местото од Западен булевар од втора и трета фаза. Заедно Кавадаречки дол и Желков дол и како влијаат за пробив на воздух во тој дел. Тоа е програма со вредност на проектот 20 милиони денари, каде што општината заедно со Министерството за животна средина и просторно планирање и како сметам дека треба да се посебен приоритет да се стави на овие два дела, бидејќи Желков дол и Кавадаречки дол треба да се направат да бидат функционални за пробивот на самиот воздух во тој дел. И на крајот би се остварнал сосема кратко на развојниот дел. При разгледување на образложение на буџетот, видел дека развојниот дел пред се е во однос на пристапни патишта и улици во општина Кавадарци, пред се за ГУПот во 12 другари. Еден дел од тој развоен буџет за 25 година е планиран за токму тоа, бидејќи 12 другари заедно со ревитализацијата, со спомен одбележијата кои се вложија во текот на овие години, прерасна во едно култно место и остана белег на нашиот град и на нашата територија. Поштовани колеги, јас сметам дека буџетот на општина Кавадарци, како колеги советници, би требало да го прифатиме, пред се заради тоа што ако ги гледам и претходните буџети, не се сомневам дека реализацијата ќе биде во правилна насока. До година не е изборна година. Тоа што сме работеле, тоа што сме правеле, нашите граѓани ќе го валоризираат, здраве Божа на есен. Нас ни останува да понесеме само добра волја, да понесеме критики за тоа што не е реализирано и нашето соочување за тоа што е сработено, а што не е сработено, ќе си го кажат повторно граѓаните, како и секогаш досега во изминатите 30 години на плурализам на нашата држава. Јас сметам дека нивниот крик и нивниот глас е секогаш на правилната страна. Впрочем, нивниот крик го носи и го донесе развојот на Кавадарци вакво како што сакаме да го гледаме.